Овие варвари и денеска се најголемото семејство на европските народи. Преку 400 милиони Словени, потомци на европските староседелци, живеат широм Европа. На исток Руси, Украинци, Белоруси, на запад Пољаци, Чеси, Словаци и на југ Словенци, Хрвати, Срби, Македонци и Црногорци. Во текот на двата претходни милениума, римските освојувачи го реализирале поробувачкиот поход на тогашните жители на Балканот и Подунавието, пошто припадниците на разните автохтони народи добиле еден заеднички именител според нивниот робовски статус, затоа што староримските освојувачи не постапувале како Александар Македонски, да го почитуваат културно-цивилизацијскиот идентитет на победените народи, туку им ја одземале личната слобода и права и ги поробувале, па оттаму единствениот термин Словени од латинскиот роб, збор за роб есклаво, на англиски слейв или на шпански еславо. На словените во централна и западна Европа тоа го сториле германско-нордиските освојувачи, унгарските татари над словените во средното Подунавје, монголско-татарските над словените во источна Европа, а турците германците над јужните Словени. Најголеми негативни последици по словенството имаат направено германите. Под нивната окупација исчезнати се неколку стари словенски народи – Пруси, Лужички Срби, Балтички Венети и други. Така, според германската, поточно нордиската теза, најмногобројното европско семејство на европските народи е прогласено дека се појавило во 6 век од никаде, само за да биде најдено оправдување на фактот дека, по пропаста на Западното Римско царство, тие биле исфрлени од европската историја. Токму германската цивилизацијска школа инсистира дека писменоста на големото семејство на овие европски варвари почнува наводно со нивното покрстување во 9 и 10 век. Меѓутоа, никој разумен не може да поверува во точноста на оваа теза после сите откритија и бројната литература за потеклото на словените, поради што е далеку пологично да се верува дека вистината е сосем обратна, исто како што е тоа случај со древната Америка. Со римската окупација е сотрена автентичната словенска писменост и цивилизација. Професорот Радивој Пешич, словенолог од светски глас, со неговата систематизација на винчанското писмо, најстаро досега познато европско писмо 6000 години пред нашата ера, укажува на таа невоочена сродност, потенцирајќи дека тоа писмо од неолитска винча е исходиште на многу подоцнежни предантички писма на евромедитеранските области, дека е идентично со етрурското, слично со минојското, триполското, со подоцнежното венецко и уште подоцното рунско писмо. Цивилизацијските критериуми велат дека писмото е врно обележје на секоја цивилизација и доказ за нејзината автентичност. Оттаму, сам по себе се наметнува заклучокот дека сличноста на писмата и другите етнокултурни карактеристики на предантичките евромедитерански култури се елементи на нивното заедничко етничко стебло, а протословенските карактеристики пружаат аргумент за тоа дека словените не само што се најголемо, туку се најстаро семејство на европските народи и се колевка на европската цивилизација. Малку е познато дека германската теза за словените како варварски дојденци во Европа, како народи без корен и стебло, според гениалниот словенолог Шафарик, е смислена политичка измама на 19 век, во периодот на планирањето за пангерманското ширење во словенскиот животен простор. Непосредно со тезата за словените како неисториски варварски народ е устоличена индоевропската теза за германско-ариевската цивилизација, од која подосна е изведен монструозниот Хитлеров нацизам и тезата за словените како нижа раса. Но токму германскиот историчар од 18 век, Јохан Готфрид, најилустративно го демантира нацистичкиот приод со непристрасното познавање на словенското битие. Според него, словените завземале многу поголем животен простор на земјата отколку во историјата. Тие, како мирољубиви и неагресивни народи, биле жртва на нивните сурови соседи, нордици, германци, унгарци, татари, турци, кои успеале значително да го намалат нивното етничко и историско значење. И покрај евидентните археолошки извори и аргументи за словенската предантичка историја, научната екзактна вистина за нивната етногенеза
и натаму е проблематизирана и не може да исплива на површината на научната фактографија само поради односот на официјалната наука и незиниот однос кон тие наоди, според кој словените не постојат во одредени историски епохи, дека немале писменост, наодите се премолчуваат или се препишуваат на други народи, се датираат во подоцнежни епохи или едноставно се премолчуваат. Таква судбина има доживеано и Велесовата книга, капитално дело за словенската историографија и цивилизација, за која официјалната историографија и натаму молчи. Драгоценоста на научните факти во таа книга е во тоа што тие говорат за реалниот поглед во историската вистина, за автентичноста на словенската цивилизација, за прегледот на незината историја во трајање од најмалку 2000 години пред појавата на христијанството, потврдувајќи ја така словенската писменост која за официјалната наука, како што е веќе речено, почнува со христијанството и кирилицата.